love our land, we rise together. With Jorgo leading the way, fighting for forever. For the laws that bind us, for the rights we own. We stand united in the fight for... Ние што имаме на власт? Имаме луѓе кои што се научени кај се тендерите. И затоа јас се чудам и се прашувам, голема група на луѓе, 60% и повеќе, 50% и повеќе проценти седат дома и не излегуваат да гласат. Она што реков, ние се лютиме се, на никој не веруваме, апатични сме. Абре, луѓе, излезете, гласајте. Ако не, ни Македонија ќе има, ни нас ќе не има. Ќе испоцркаме сите од стресот. Така. Вие сте економист. Во економијата, например, има некаков си напредок, но сепак државата не е меѓу најнапредните кандидати во Европска Унија. А растот и продуктивноста, стандардот се значително под просекот на Европска Унија. Но би било сигурно нормално да е се ова вака, кога државата впрочем и не гради фабрики како што се залагате вие. Јас не знам по кои статистички податоци ова наша економија оди напред. Ние тониме. Знаеш кој оди напред? Америка, Кина, Германија, Швајцарија и други држави во светот. Па не може да одиш напред кога една фабрика немаш изградено, како што кажа во претходниот пат. Една фабрика немаш, еден производствен погон немаш, една хидроцентрала немаш изградено, ништо немаш изградено да добиеш вредност за да го продаваш на светскиот пазар и се разбира да продаваме на домашниот пазар. Како? Ова е невидена лага и манипулација. Еве статистички гледам и читам од 1991 како независна држава Македонија, да видам што е изградено. Има одредени бизнисмени, паметни луѓе, кои што честно изградиле своји фирми и си работат. Но немаат никаква поддршка од државата. Долгорочни ефтини кредити, грантови, да ги стимулираат овие паметни луѓе. Тие со кој работат во оваа држава? Овде единствено само тендерите цветат. И со кој? Земаат толку милиарди евра кредит и ги трошат на тендери. Кој ги добиваат, да речеме, најголемите работи од државата? Овие повеќето во економијата функционира на основа што државата е најголем потрошувач. За одржување, за плати. Па, ете, кажи ми што ова држава има направено, нема ништо. Мене ми е жал за овој народ, бе човече. Јас сум дипломиран економиста, читам нон-стоп, гледам, пратам и на светскиот пазар и гледам и други држави, на берзата работам исто, за себе сега. Имам познавање, гледам што се случува во светот. Светот оди напред со светлосна брзина, ние пропаѓаме, ние цел ден зборуваме за ѓубрето. Затоа викам, станавме депонија за ѓубре. Кај се ние да инвестираме 100, 200, 300 милиони евра годишно во наука, иновации? Кај се да инвестираме во IT индустријата? Не е само IT индустријата, но зборувам земјоделството. Зошто ние да ги фрламе, нешто ќе произведиме, дали се пратски љубеници или не знам што, или млеко, да го фрлаат луѓето? Зошто да немаме фабрики? Тие нема да бидат огромни, бидејќи ние не сме огромна држава како Америка, Русија и други, кои што произведуваат огромна количина на прехранбени, да речеме, продукти. Ние сме мала држава. Нас ни треба мини фабрики кои што ќе се лоцираат на различни места, пример за земјоделијето. И ќе покриеме. Ни треба, пример,
2 фабрики за производство на сокови од грозија, љубеници, толку. Затоа што и немаме, и да сакаме, не можеме да изградиме огромни фабрики. Не само што коштаат пари. Значи, никој не мисли за економија, никој не мисли да ги поддржи младите. Зошто, да речеме, државата не отвори јавни фирми, државни фирми, каде што ќе вработи најинтелигентни луѓе во IT индустријата. Научници. Зошто немаме академија на науки и иновации? Зошто имаме академија генерално? Интересен предлог. Зошто само имаме академија на науките и уметностите? Ние имаме така. Да. Зошто? Каже, што, колку е нивниот допринос? Тие луѓе некој од нив вредат, се разбира. Но, нас ни треба наука, нас ни треба академија на науките и иновациите, каде што ќе се вложува секоја година по 100-200 милиони евра и ќе ги собериме најквалитетните млади луѓе и повозрастни луѓе, кои што ќе работат на научни достигања, утре дугине тие патенти да ги продаеме по свето. Тука во Македонија да отвориме фирми, фабрики. Замислете, еден пример, секојаш го кажам, можда и пак ќе го кажам. Значи, ако ние имаме луѓе кои што се способни да измислат најдобра батерија во свето, која ќе служи за превоз, автобуси, коли, авиони и се друго, кој што ќе биде најефективна, најквалитетна, најефтина во светот. Па тоа е борбата. Да видиш, ние цела Македонија ќе вработиме. Цел свет од нас ќе купува. Наместо да си купуваат самите себе, бидејќи имаме еднаш, 2 пати, 3 пати поквалитетна батерија. Еден пример давам, за да народу да му објаснам. Или лекови како што е алкалоид. Оти државата не кажи, ќе вложиме толку и толку милиони евра во алкалоид, ќе вработиме заедно со алкалоид, се разбира, тие ја знаат таа работа. Толку и толку хемичари, научници, почете да работите на одредена врста на лекови, да речем. Тоа е многу скапо. Можда за тоа, ќе речиш, немаме толку пари. Но зошто да немаме пари за работи како батерија зборувам. Па ние немаме една фабрика за точаци. Немаме фабрика за дечка храна. Она што го имаме нешто е секоја чест на одредени бизнисмени, но никаква помош од државата. И викаме од странство да доаѓаат овде да ни отвараат фабрики, да градат фабрики, а ние не сакаме да ги градиме. И приказната било, ние сме капитализам. Бре, кој капитализам? Ова не е капитализам. Правиот капитализам креира благодет. Во правиот капитализам се инвестира. Бидејќи државата мора еден ден да почне да размислува вака, а бидејќи овие не мислат така, затоа што 35 години на власт се луѓе кои што се инфицирани со тежок криминал и за жал повеќето од нив се имаат психички проблеми. А тоа се, јас ги викам кратко и јасно, психопати, кои што мислат само за себе, за своето добро, а не мислат за доброто на државата и народ. With Jorgo leading the way, fighting for forever, for the laws that bind us, for the rights we own. We stand united in the